сите вие кои што сте свесни што значи загадувањето на воздухот, но и тие што не ја знаат опасноста од загадениот воздух. Сакам да им порачам дека последиците од загадувањето може да бидат катастрофални по нашето здравје, може да предизвикаат инвалидитет. Дали ги слушате сирените кои што во последните денови и недели зачестија низ нашиот град? Тие носат наши сограѓани кои што поради компликациите завршуваат на скопските клиники од мозочни удари, од срцеви удари, тоа се хронични болни, носат деца со астма, со бронхитис. Ситуацијата е посериозна него што изгледа. Ве гледам во голем број тука со маски, во последните недели на цела се маските. Не се ефтини, изискуваат некои од нив менување на филтер. На Македонија и се случува катаклизма. Работата е отидена до таму што ќе почнеме уште малку да добиваме и труење од загадениот воздух. Податоците ги знаеме сите. Некогаш се 10, дури до 15 пати поголеми нивото на азот диоксид, сулфур диоксид, јаглерод моноксид, опасните канцерогени PM10 честички, PM2,5 честички. Ги слушнавме препораките од градоначалникот на град Скопје Коце Трајановски да не излегуваме од дома без потреба, да не проветруваме. Па како да дишеме? На жабри? Бројките се фрапантни. 1300 луѓе годишно умираат, а нивната смрт е индиректно поврзана со загадувањето. Загадувањето на воздухот е меѓу првите 5 причини за смртност на населението. Податоците на Институтот за јавно здравје говорат дека како што се зголемуваат пиковите на загадување на воздухот, така се зголемува и смртноста на населението. Така се зголемуваат мозочните удари, кардиоваскуларните заболувања. На секој 10 PM10 честички, за 10% се зголемува смртноста на населението, особено на ризичните групи. И додека смртноста се зголемува, еден фрапантен податок, ќе ви кажам. Државниот завод за статистика не им ги дава податоците на Институтот за јавно здравје на дневно ниво. Знаете ли што значи тоа? Ако се знаат тие податоци, ќе се открие од што умираат луѓето. А тоа во оваа држава очигледно не смее да се знае. Но и вака, на месечно ниво, податоците се застрашувачки. Многу сериозен е проблемот и самите знаете дека изискува учество на централната, на извршната, на локалната власт, Министерството за животна средина со инспекторатот, Институтот за јавно здравје, МВР, Министерството за здравство, кои што досега функционираа несериозно и како раштиман клавир. Не делуваа заеднички. Не треба да говорам за тоа дека дрвјата си исечени, дека нема како да дишиме, тоа сите го знаете. Да се направи нешто додека не е предоцна. Да не дозволиме да станеме град на живи духови. Да не дозволиме низ државата луѓе да умираат од рак на бели дробови, мозочни удари, срцеви удари. Децата да се гушат од астматични напади. Да ги натераме институциите да преземат мерки, контроли на малите индустријски капацитети, но исто така и сите ние да ја зголемиме свесноста. Доколку е потребно, нека се издадат и наредби за тие непопуларни мерки за возење во одредени денови, пар или не пар. Начини постојат, само треба да се изнајдат и да се има добра волја. Да не дозволиме да се задушиме заради нечија неодговорност и да ја зголемиме собствената одговорност.